Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со вестите и како што најавивме на почетокот од ова издание на вестите од регион, гостин во студио. Вечерашен мој гостин во вестите е првиот човек на шумско стопанство Беласи се Струмица, Кире Михилов, директор. Директоре, добро дојдовте во вестите. Најнапред добро ве најдов и благодарност до вас, вашиот тим и вашата телевизија што ете ќе овозможите да повторно им го доближиме на граѓаните она кое што треба да го знаат во однос на нашето работење и она што пред се нив ги интересира. Така, ве викнавме конкретно за определена тема, станува збор за почетокот на испораката на огревното дрво до граѓаните. Така. Од кога започнавте и колку отприлика дрво ќе бидат испорачени до корисниците? Најнапред морам да кажам дека во периодот од кога јас сум во институцијата, значи се работи 12 месеци во текот на една година, што значи нема период во кој што имаме мораториум за испорака или било што во однос на работењето со дрво. Токму од тие причини во минатата година, па и пред таа, се случи да немаме никаков проблем во однос на испораката на огревното дрво, тоест со отпочнувањето на грејната сезона, сите луѓе ги добија количините кои што беа склучени како договор и со тоа ние како предпријатие излеговме онака како што требаше да излеземе пред граѓаните. Оваа година, значи, отпочнавме релативно порано, гледајќи ги параметрите во однос на минатата година, која што беше на вистина успешна, од причина што минатата година беше исклучок во однос на изминатиот период во кој што работи подружницата, да со отпочнувањето на грејната сезона, дрвниот сортимент ДАП го немавме веќе како обврска за граѓаните. Остана нешто бука, меѓутоа секој ден имаше добиена одредена количина, значи некаде половично беа испорачани, со тоа што граѓаните за кратко време ги добија сите количини и ние како предпријатие излеговме во пресред на сите барања. Зошто велам со отпочнувањето на грејната сезона некои од луѓето добија дополнително количини по отпочнувањето? Затоа што, како и оваа година, и минатата година, имавме јавен повик за интерес. Тоа е, до крајот на месец март требаше сите луѓе да дојдат да поднесат апликација, тоа е барање за она кое што ќе им биде потребно во текот на грејната сезона 17-18, тоа е минатата 16-17. И покрај тоа што имаше премногу јавни повици, премногу излегување на телевизија, сепак добар дел од граѓаните дојдо во очи на отпочнување на грејната сезона. Ние излеговме пресред за истите, им дадовме да склучат договори со тоа што се помачивме малку повеќе и ги доиспорачивме дрвата во текот на периодот кој што беше на вистина турбулентен, значи зимски период, значи доцна есен, врнежи, снег и така натаму. Оваа година, гледајќи ги параметрите во однос на испораченото дрво, минатата година, морам да кажам дека сме на едно навистина завидно ниво. Што значи, сакам да им кажам на луѓето дека треба да бидат спокојни. Сето она кое што сме го земале како обврска, огревно дрво, бука или ДАП, ќе биде испорачено до нивните домови согласно нашата планирана динамика пред отпочнувањето на грејната сезона. Така, минатата година сигурно веќе имавте некакви јасни параметри колку се вкупно кубни метри дрва се испорачени до потрошувачите, односно до граѓаните. Какви се параметрите оваа година? Минатата година се испорачени над 30.000 метри кубни. Она е некоја бројка која што е навистина завидна и мислам дека градот Струмица и околните населени места и околните општини се горе-доле тука некаде, значи сериозен потрошувач. Оваа година заклучно со 1 мај, значи параметри ќе ги земам заклучно со 1 мај, веќе имаме некоја бројка од 15 до 20.000 метри просторни, што значи тоа е една бројка која што е навистина сериозна. Кога збориме за бројка од 30 и повеќе илјади, значи тука станува збор за сета количина огревно дрво која што е испорачена од наша страна. Дел преку складовите, најголем дел преку урбаните складови, тоа е складот во Струмица и складот во Ново село. Дел преку фирмите кои што по јавни повици си ги купија дрвата и ги испорачаа исто така до потрошувачите. Дел од приватните шуми за кои исто така ние како предпријатие ја вршиме ознаката, ја вршиме испораката и сето она вкупно земено, значи станува збор за вкупната количина која што е потребна како обврска и сме испорачале. Што значи оваа година оние договори кои што до 30 кои што до завршувањето на март се нотирани како обврска ги имаме веќе посечено и истите
отпочнавме да ги реализираме. Што значи, динамиката е сега за сега релативно слаба, меѓутоа еве сега можам да кажам дека од нареднава недела, значи некаде вторник, среда, се потпишуваат и новите договори, тоа се оние вторите, значи ние работиме сега по старите тендери. Имаме тендери од минатата година кои што се уште отворени и работиме по однос на нив. Сега ги потпишуваме и новите, што значи ќе отпочнеме со поголема динамика и сите оние кои што имаат огревно дрво бука во текот на брзиот нареден период ќе го добијат. Во однос на огревното дрво ДАП имаме мал застој, тоа ќе биде релативно за некој месец дена ќе се појачи интензитетот на испорака, значи ќе имаме некоја мала испорака, меѓутоа таа ќе биде многу мала затоа што имавме мал проблем во однос на тендерот за превоз за ДАП. Количините кои што се земени како обврска веќе се работат, значи тие ќе бидат сечени и дотурени до достапните патишта, меѓутоа го чекаме финалниот трет сегмент, тоа е превозот, истиот ќе биде реализиран за кратко време, во тек е тендерот за превоз и сакам да кажам и на тие луѓе дека истите ќе ги добијат дрвата онака како што си планирале. Така, констатиравме дека навремено ќе ги добијат граѓаните огревните дрвја, но овде сте морам да ве прашам што се случува со дивата сеча. Неизбежно е прашањето во секоја емисија, нормално е. Значи дивата сеча како дива сеча постоела, постои и ќе постои. Меѓутоа, колку се контролира? Така, многу пати досега имам одговарано на ова прашање. Морам да кажам со задоволство дека таа е навистина во огромна мера намалена. Постојат единечни случаи кои што работат се уште со дивата сеча, тоа се луѓе кои што се навистина добро организирани, значи ако кажам дека има добро организирани групи, не значи дека се сечат огромни количини. Некој пат може да стане збор за едно возило кое што превезува 1 метар или 2, меѓутоа и самото тоа возило и покрај тоа што превезува толку минорна мала количина, сепак се работи за една добро организирана група од 4-5 луѓе кои што дел работат, нели, го чистат патот, претходница, надгледуваат, гледаат, јавуваат и така натаму. Од таа причина ви реков дека постојат се уште добро организирани групи, меѓутоа појава некоја фрапантна на огромна дива сеча, каде што огромни количини се сечат, нема. И мислам дека во минатиот период нема шанса да се појави тоа, затоа што пред се зголеми свеста кај граѓаните. Јас не морам да кажувам колку е намалена дивата сеча или како било порано. Самите граѓани знаат како дел од нив порано набавуваат дрва, како сега сите набавуваат. Тоа е она кое што единствено може да го даде одговорот на ова прашање. Кога и да прашате, сега во моментот, минорна е бројката на граѓани кои што се дрзнуваат да набават дрва од нелегално посечена шума на начин кој што не кореспондира согласно законските прописи, затоа што навистина казните се огромни и за оние кои што го работат тој бизнис, а секако и за оние кои што купуваат нелегални дрва од причина што истите се сметаат дека се соучесници во тоа. Така, и бидејќи кратки сме со време, последно прашање кое што ќе ви го поставам е новите садници. Така. Пошумувањето и разалувањето онаму каде што веќе дрвјата се исечени. Ние како подружници имаме еден прекрасен расадник со една прекрасна екипа која што навистина води сметка и во изминатите години направи резултати кои што се започнат. Пошумувањето оваа година, пролетното пошумување беше во најдобар ек, значи се пошумија сите површини кои што беа планирани согласно нашите посебни планови, значи ние имаме посебни планови врз основа на кои имаме параметри колку врз основа на посеченото треба да се пошуми. Покрај тоа го имаме денот на дрвото каде што се пошумија одредени површини. Мимо сето ова што го реков, ние како подружница, имајќи ја градската шума на која за жал пред извесни години, нели, имаше еден поголем пожар. Исто така си земавме обврска да направиме еден посебен наш пилот проект и да од истите борови кои што се останати, тоа е палазијаната, тоа е еден ендемичен посебен вид кој што се карактеризира само тука и уште на неколку места во светот. Собравме од шишарките, се извади семето, истото е ставено каде што треба, пошумено и веќе имаме мали здрави садници, дел од нив се вратени горе, поголемиот дел ќе ги пуштиме во етер во есенското пошумување, затоа што есенското пошумување во принцип е поуспешно и подобро.
Така, јас се надевам дека тогаш ќе имаме повторна прилика да излеземе и на терен и да го снимеме ова пошумување. Ние како институција секој пат сме биле отворени за соработка, секој пат сме биле отворени пред граѓаните. Сето она кое што го работиме е јавно, ништо не криеме и од тие причини нашата транспарентност донесе да резултатите кои што во моментов ги имаме се навистина прекрасни. Соработката со сите граѓани е на ниво и затоа ќе се трудиме и во периодот кој што доаѓа да биде така. Така ви благодарам уште еднаш, а ние почитувани гледачи продолжуваме понатаму со Останете содржини.